И да, продолжуваме во студиото на тема колку ќе не чинат новогодишните празници со мојата гостинка Татјана Тасевска од Организацијата на потрошувачите на Македонија. Добар ден и добре дојдовте. Добар ден. И сега за да влеземе во темата, морам да ве прашам колку во просек ги чини празниците едно просечно македонско семејство и зашто се најголемите трошоци пред новогодишно? Така, сега во принцип јас точно не би знаела да кажам, бидејќи нели тие статистики ги прави некој друг, меѓутоа секако голем дел од домашниот буџет ќе се потроши во секое семејство најпрво на храна, бидејќи нели ние сме традиционално таков народ, сакаме секогаш да ни бидат богати трпезите и најчесто најголемите трошоци за новогодишните празници се по однос на храна, меѓутоа секако потрошувачите трошат и на подароци, секој од нас сака на некому нешто да му подари, да означи некое внимание, се троши поприлично многу и на текстил, секој можеби сака пред Нова година да се поднови со нешто, се троши и на технички производи, бидејќи нели оние што ќе останат да чекат Нова година во домашни услови многу често сакаат да имаат добра музика, телевизор убав, каде што ќе можат нели да поминат со семејството, така да навистина ова е период од годината кога сите ние како потрошувачи можеби понекогаш и претеруваме, меѓутоа купуваме навистина многу. Што се вели, некако знае да не понесе она новогодишна магија во смисол на тоа, ајде да ја завршиме годината малку поопуштено за да посигурно и поубаво влеземе во новата година. Можеме ли да направиме споредба соодветно на моменталната економска состојба во земјата и куповната моќ на граѓаните? Дали годинава граѓаните трошат повеќе или помалку во споредба со минатите години? Па јас мислам дека секоја година буџетот ни се намалува и секоја година голем дел од потрошувачите и граѓаните трошат помалку во споредба со минатата година. Сега има и некои отстапувања, меѓутоа најчесто најголемиот процент на граѓаните секоја година имаат се помал и помал буџет за се она што им треба или што би сакале да го купат за новогодишните празници. Да, и ги слушнавме и предходните анкети од граѓаните во Струмица и Прилепи, некако поголем дел од граѓаните се резервирани околу трошоците и планираат многу да не потрошат за новогодишните празници, но можеме ли да кажеме кои производи традиционално најмногу поскапуваат во пресрет на празниците? Пак ќе кажам, најмногу поскапуваат прехранбените производи. Бидејќи знаат трговците дека тогаш поверувачката ќе биде навистина голема, дека голем дел од граѓаните секако, ако ништо друго, ако можеби нема да купам ништо за облекување, ако можеби нема да се подновам со некој технички производ, секако, барем за една скромна трпеза ќе купувам, ќе се потрудам нели да купам и да имам скромна трпеза и на новогодишната ноќ, па и на оние празници кои што понатаму следат, и од тие причини секогаш прехранбените производи секогаш добиваат повисоки цени и многу од граѓаните реагираат дека одат од маркет до маркет, бараат акции за да можат да купат производи прехранбени со пониски цени. Мораме да истакнеме дека купувачите најмногу се привлечени од попустите кои што може да ги забележат во најразлични продавници кои што се и редовни во овој предпразничен период во годината. Дали празничните попусти што ги гледаме во маркетите и продавниците се реални или всушност станува збор за маркетинг трик на кој што понекогаш наседнуваат купувачите, а добиваат можеби продавачите? Мислам дека во делот на прехранбените производи, таму каде што има во маркетите акции, сепак тие се малку со пониска цена прехранбени производи. Друго е тоа дали се можеби пред истек на рок, дали нели имаат намален квалитет и така натаму, меѓутоа цените им се помали, а она што веќе не прати од овој период што беше претходно Black Friday и така натаму, каде што сегде гледавме некоја акцијска продажба со огромни проценти на намалени цени, мислам дека е повеќе маркетинг отколку реални попусти. Пред да продолжиме со разговорот, наша екипа излезе на терен, беше во град меѓу граѓаните, па ги праша како тие се подготвуваат за празниците и колку планираат да потрошат, па ајде да ја погледнеме анкетата, па продолжуваме со разговорот во студиото. Еве се враќате од пазарење, кажете ми
Пазаревте за овие денови или за Нова година? Јас пазарев само за денеска, за утре. Значи, секој ден кога ми треба идам пазарам. Ние сме пензионери со господјата дома. И што ни е потребно имаме тука. Добро, задоволни се ова населба. Кога ќе пазарите за Нова година? За Божик Нова година? Па после петок таму, саво. Колку ве чинат празниците? Па што да ви кажам, јас сум скромен. Зависи што ќе купиш. Значи, зависи што треба да употреби. Дома без месо не бива. Треба да има намирници и други. Треба да се направат некои салати, нешто печење. Ќе дојдат внуците. Ќерката ќе дојде тука. Едната ми е во Београд, едната е тука. Таа не може да дојде. Овие ќе дојдат овдека. Сте скратиле ли на гостопримството, на гастрономијата? Никогаш. Јас не мислам дали денеска за утре. Значи, ако денеска купам, утре пак ќе си купам. Значи, никогаш не штедам. Оно што сакам да го јадам, јас си го купувам. Колку ќе ве чинат празниците? Помалку или повеќе од лани? Повеќе од лани, тоа дефинитивно. Ќе си скратите ли нешто од трпезата? Не би требало сега за Нова година, не. Колку ве чинат празниците? Празниците да не рачунаме многу не чинат, ама мора по нешто да скратиме, па да имаме, ама пак ќе имаме. Значи, нема да бидеме со празна трпеза. Ќе имаме нешто на трпезата и за Божик, и за Нова година, и за сите празници, како и секогаш. Имате ли нешто традиционално што секоја година си го правите? Имаме све, бадник правиме, месиме, правиме, сукаме, тие работи, прочка, сите празници си ги ние одржаваме уште. Зашто јас потекнувам од источниот дел од Македонија и кај нас уште се подржуваат тие работи и ако нема многу народ, ама тој народ што го има, значи си го држи она своето, стариот корен си ги влече на тоа. Колку ќе ве чинат празнициве? Па испод 150-200 евра не би требало да биде толку скромно, онака да се рече. Дали тоа значи дека буџетот ви е намален од година во година или воопшто не водите сметка за тоа? Да ви кажам, не водам сметка во задниве неколку години за буџетот. Мислам, онаа плата што ја зијам, некако се излего на крај, малку све потешко и потешко доаѓа, кога што доаѓа време, со плативе малку потешко се излего на крај, ама се наоѓа некако начин да се излезе на крај. Колку ве чинат празнициве? Така, зависи сега колку сакаме да се опуштиме. Колку се опуштате? Зависи сега. Си имаме наша скаричка тука за пиење си. Купуваме и така. Ете ги слушнавме граѓаните кои се нивните планови за тоа колку ќе може да си дозволат да потрошат за новогодишните празници, меѓутоа да бидеме реални, цените на прехранбените производи пред се навистина се покачени и ако има некои нереални снижувања на цените, едноставно можеме да кажеме дека граѓаните повеќе не наседнуваат на тоа, ги знаат нели реалните цени. Меѓутоа како потрошувачите можат да знаат и да проверат дали попустот е навистина попуст? Во моментот можат да проверат само на тој начин што претходно го виделе тој производ. Има граѓани што се јавуваат, викаат јас пред 2 месеци овој производ го видов со истата цена и сега вика пишува дека е намалено 20%, меѓутоа повторно ја има истата цена. Иначе оној кој што треба да ги прати овие ситуации да види дали попустите се реални, тоа секако се инспекцијските служби, пред се државен пазарен инспекторат кој што би требало нели во овој период кога навистина има многу најави за некакви попусти да биде на терен и да се согледува дали навистина месец, затоа што на самите производи да стои стара цена, нова цена, меѓутоа и тоа не е реално бидејќи знаат да ја стават нели повисока цена, па цената повторно на производот да биде идентична со она што била пред месец-два, иако не би требало да е така. Од искуство од вашето работење како организација на потрошувачите на Македонија, можете ли да кажете кои се најчестите злоупотреби што се среќаваат или со кои се среќавате во овој предпразничен период?
Кај нас нели постојано има јавувања по различни основи, меѓутоа она што најмногу во секој случај се истакнува, тоа е неквалитетните производи, значи проблемите што ги имаат луѓето кога веќе нешто купиле па е неквалитетно. Техничките производи секогаш се на врвот на листата, бидејќи сервисирањето е секогаш проблем. Не им прифаќаат одредени недостатоци на производи, иако е во гарантен рок и слично. Овој изминатите години после короната, онлайн пазарењето е во голема мера присутно, па сега дали да се купува онлайн или да не се купува, да, за легални страни, меѓутоа проблемите настануваат кога се купува на Facebook, Instagram, социјални мрежи и така натаму, каде што не е легална продажбата, тоа се физички лица, па граѓаните се јавуваат и бараат помош од нас, меѓутоа реално бидејќи немате фискална сметка, немате правно лице на кое што нели кое што можете да го гоните, не можете ништо да направите. Овој период е и период кога повеќе се патува, па сега имаме тука и фидбек и со туристичките агенции, некои проблеми што се јавуваат, нели имало, немало, се расипал автобус, немало сместување и така натаму, проблеми кои што се поврзани со тоа. Храната е секогаш намалувањето на грамажата, прекјутно, нели сте го виделе производот, ви знаете дека е килограма, сега е 650 грама, декларациите на самите производи, затекнување на прехранбени производи со поминат рок, значи сето тоа постојано и многу други, вклучувајќи ги финансиските услуги и така. Сето тоа е присутен на терен и сите овие се проблеми со кои што граѓаните секојдневно се соочуваат при купување на одредени производи. Иако ве прашам дали ги знаат потрошувачите своите права при купување на производи на попуст и што треба да направат ако се измамени или доведени до заблуда, а јас мислам дека во последно време граѓаните многу повеќе се информирани и навистина ги знаат своите права како потрошувачи и знаат каде да се обратат за да си го побараат своето право и да добијат некаква оштета. Да, мислам дека во последните години нели се повеќе граѓаните си ги знаат своите права како потрошувачи, знаат како да постапат, знаат каде да се обратат. Меѓутоа има значи дел од потрошувачи кои што се уште не знаат, се јавуваат информативно да прашаат кога имаат конкретен проблем каде би требало да се обратат. Меѓутоа имаме и јавување од потрошувачи кои конкретно веќе знаат што да направат. Меѓутоа вели јас знам дека можам да го заменам производот во рок од 15 дена бидејќи не го користев, меѓутоа продавачот не ми го признава моето право што сега пак понатаму да правам. Всушност, овде доаѓате вие во преден план во смисол да ги упатите потрошувачите што понатаму да направат за да можат конечно да го остварат своето право. Ајде да кажеме која е улогата на организацијата на потрошувачите. Така, значи организацијата на потрошувачи повеќе значи делува информативно и советодавно. Кога ќе се јават кај нас граѓаните, во некои случаеви ние и постапуваме за нив, меѓутоа некогаш ги упатуваме и каде треба конкретно да се обратат кога имаат конкретен проблем. Ако е храна, тогаш агенција за храна. Ако е некој друг производ, технички производ неквалитетен, тогаш државен пазарен инспекторат. Ако е финансиска услуга, тогаш е Народна банка. Значи, ако се електронски комуникации, тогаш агенција за електронски комуникации, значи каде и кој е тој кој што би требало да им помогне второстепено, бидејќи многу често веламе веќе си ги знаат правата и тие веќе се обратиле кај трговците и давателите на услуги, меѓутоа добиле негативен одговор, односно не им го испочитувале правото, па каде сега би се обратиле во овој случај за да понатаму можат да си го остварат правото. Го споменавте претходно онлайн купувањето, кое што навистина зема се поголем замав, меѓутоа се поголем замав земаат и бројните измами токму при ваквото купување. Дали во овој предпразничен период се зголемува бројот на поплаки за онлайн купување и на што треба да внимаваат потрошувачите кога купуваат преку интернет? Така, ние имаме во текот на целата година, секако сега повеќе се купува, па и повеќе поплаки има за онлайн купувањето.
Она што треба и постојано им го укажуваме на граѓаните, кога купуваат онлайн, тоа треба да го прават од легални продавници. Значи треба да знаете кој е онлайн. Значи има таму марка која што е e-commerce здружението ја дава на тие трговци, па имате регистрирани трговци кои што на вистина си има назнаки кои укажуваат дали е некој регистриран за ваква продажба. Она што јас им го кажувам на потрошувачите, прашајте кога нарачувате нешто, дали прво дали ќе вие дали можете да платите со картичка. Второ, дали кога ќе платите во готово ќе ви биде издадена фискална сметка или фактура. Так. Ако ви речат и дали можете да го видите производот пред да го земете, нели, да го отпакувате, да го видите, ако не е тоа што не дозволуваат да се види производот, ако кажат дека на нема сите. да дозволат да го видите, ако ви кажат дека не издаваат фискални сметки, тогаш ризикот, не можам да кажам не нарачувајте, меѓутоа ризикот како потрошувач, доколку е нешто што не е соодветно, сами си го сносите, бидејќи немате начин каде да реагирате. Тоа се физички лица кои што нешто продаваат на тие профили и многу често ве блокираат, потоа кога имате проблем не ви се јавуваат и едноставно немате каде да реагирате и да го вратите производот. Так. Велиме колку и да ни е длабок джебот или да не ни е длабок джебот, едноставно празниците доаѓаат, мораме да имаме трпеза, може би да биде и богата, може да биде и поскромна, но едноставно празниците мораат да се одбележат. Меѓутоа, кои ќе бидат вашите совети за граѓаните за, да речеме, рационално празнично купување, како да се заштити семејниот буџет, а сепак и да се задржи она празнична атмосфера која што нема да ни го наруши комодитетот, да се чувствуваме пријатно и да не мислиме дека премногу сме потрошиле, па дека ќе немаме со што да функционираме финансиски после празниците. Така, јас им препорачувам на потрошувачите секако, нели секој од нас да си направи една скромна трпеза, да си дозволи можеби во овие предпразнични моменти да купи навистина тоа што му е потребно, меѓутоа секогаш треба претходно да размислите дали тоа што ќе го купите навистина ви треба, дали морате да го купите и така натаму, многу да внимавате, бидејќи во сите овие трканици, гужви, многу често ни потуркаат трговците некои работи кои што не се квалитетни, значи да си внимаваме, да ги погледнуваме производите, дали се со соодветен квалитет и секако да внимаваме на тоа да ни издадат фискална сметка, да си ја чуваме сметката, да имаме ако е технички производ и гарантен лист заверен, за да можеме понатаму во иднина да реагираме доколку има одреден проблем. Секако нели во делот на прехранбените производи можеби малце повеќе да направиме некоја анализа каде што можеме да купиме по поевтина цена, за да можеме и таа скромна трпеза сепак да биде со некои пристојни цени кои што нема многу да влијае на нашиот домашен буџет. Знам дека потрошувачите велат сега треба да одиме од маркет до маркет, меѓутоа понекогаш бидејќи оние цени кои што ги истакнуваат оние на веб страните малце тешко ги пребаруваат граѓаните, па се жалат дека тоа како алатка не им е баш многу погодно, бидејќи не можат конкретно, има таму над 2-3 производи секој ден да ги пратат цените на веб страните на маркетите. Слушнавме и претходно дека за кога говориме за високи цени, највисоко на скалата се цените на производите во маркетите, а најниско на зелените пазари. Дали можеме да направиме на споредба, дали ако бараме поевтини производи, поевтино нели да поминеме при купувањето, да ни биде еден од приоритетните избори зелените пазари? Па, да ви кажам искрено... И какви се ризиците кога купуваме на зелен пазар? Меѓутоа, и тоа е помалце дискутабилно, бидејќи многу често зависно од тоа на кој зелен пазар одите, бидејќи оние што се во централното подрачје имаат и повисоки цени на овошјето и зеленчукот отколку тоа што можете да го најдете во одредени маркети, што значи дека не секогаш можеби на зелените пазари е посвежо, поквалитетно тоа што ќе го купите, меѓутоа многу често и не е со пониска цена, значи и на некои од зелените пазари производите имаат повисоки цени,
на некој пак што ги знаат граѓаните традиционално, навистина можете да најдете одредени производи прехранбени, посебно зеленчук, овошје и така натаму, на што сега ќе ни треба во овој период, не знам, ореви, костени и така натаму, кои што би имале малку пониски цени од оние што би ги купиле во маркетите. И мораме да истакнеме дека голем дел од граѓаните велат ќе ги поминеме празниците во домашна атмосфера. Има добар дел од граѓаните кои што ќе излезат надвор од дома, ќе посетат некои од актуелните ресторани кои што организираат новогодишни прослави, хотели и секаде каде што можете, нели, онака групно да прославите, но голем дел од граѓаните заминуваат и надвор од границите на нашата држава и посетуваат некои подалечни дестинации. Да, секој според своите можности. Убаво би било кога знаеме дека после Нова година ете следи распустот на учениците и така натаму. Знаеме дека нашето обкружување овде во Скопје секако е загаден воздух и сите би можеле да одиме негдека во некои планински ресорти каде што би дишале чист воздух, да излеземе од градот, да поминеме едно убаво зимување, меѓутоа секој според своите можности, некој може би 5 дена, некој може би 1 ден, се надевам дека секој од нас ќе има можност нели покрај поминувањето, иако морам да кажам дека тоа поминување на самата Нова година вечерта по кафани малце е намалено. Повеќето гледам граѓани велат дека одат на некои денски забави така натаму, меѓутоа вечерта поретко ја поминуваат бидејќи им е скапо реално да ја поминат во ресторан, па ја поминуваат во домашни услови, меѓутоа мислам дека секој од нас планира по некој ден да избега од градот и да се надиша чист воздух. Говориме за рационално планирање на буџетот за празниците, затоа што реков и претходно да не биде после празниците да останеме истрошени и да не знаеме како да го поминеме до крај месецот јануари, затоа што е еден од најдолгите месеци во годината, токму заради овие празнувања и трошоците кои што не очекуваат. Меѓутоа, што би им порачале на трговците во однос на фер односот кон потрошувачите генерално, но и еве сега во пресрета на новогодишните празници? Па генерално на сите трговци нели би им порачала, јас знам дека нели сите они работат за профит, нели, во трката за профит, сепак да бидат фер према потрошувачите, да не ги качуваат многу маржите, цените да бидат поприфатливи во секој сегмент, за да можат и граѓаните да си дозволат малку повеќе во овие новогодишни, предновогодишни, божикни празници, односно во периодот кога нели секој од нас се собира семејството, има некоја магија и среќа да може да си дозволи на вистина по нешто и на трпезата и како подароци на блиските. Значи фер пракса во однос на покачувањето на цените, меѓутоа и фер пракса и во однос на квалитетот. Ако веќе го намалите производот, тоа да не значи неквалитетен производ, туку да биде сепак производ кој што ќе донесе радост. И сега ќе бидам слободна и ќе ве прашам каде вие ќе ги поминете новогодишните празници? Па се уште не баш конкретно новата година. Но и како го планирате буџетот, нели? И трошоците? Буџетот и трошоците, јас ги планирам секогаш во рамките на можностите, не многу да биде скромно. Ќе се потрудам секако во текот на месец јануари барем ден-два да бидам негде на чист воздух, а самите еуфории за Нова година и секако нели да ги одбележиме семејните празници, Бадник и Божик со најблиските и со семејството, а самата Нова година како вечер и не е многу важна. Подароците за најблиските дали се редовни за новогодишните празници? Одвојувате буџет за тоа? Па се трудам да одвојувам буџет, меѓутоа тоа да е нешто ситно. Значи никогаш не се тоа некои огромни подароци, повеќе е знак на внимание и пажња отколку нешто да речам што има висока вредност. И морам да ве прашам, дали вие лично внимателно купувате во маркетите и забележувате неправилности, иако сте дел од Организацијата на потрошувачи на Македонија, ви се случило ли некогаш да имате потреба да реагирате како купувач? Да,
Да, јас пак затоа што работам во организација и голем дел, значи многу години се бавам со потрошувачкото право, пак и многу забележувам. Така. Значи секогаш недостатоците ги забележувам и укажувам на трговците. Меѓутоа веќе во околината каде што живеам и поради овие емисии слично ме познаваат трговците, па многу често одат и по мене. Внимателни се. Кога пазарам нешто, меѓутоа ми ги прифаќаат реакциите. Тогаш кога има некој проблем и кога ќе им укажам на тоа дека има производи со поминат рок, дека нема цени истакнати на производот, дека ако е една цена истакната, дека таа треба да ми ја наплатат на каса, не да има таму друга, овде друга цена, трговците прифаќаат. Продолжите и понатаму будно да ја следите состојбата на терен из продавниците и маркетите и секако бидете секогаш во улога на услуга кон граѓаните, дајте им ги соодветните информации како да бидат заштитени кога се во улога на купувачи. Ви благодарам многу на поканата, еве прилика да искористам да ги честитам новогодишните и сите останати празници Божјини кои што следат после Нова година и се надевам дека во текот на наредната година ќе имаме помалку поплаки од потрошувачи и дека состојбите полека ќе се средуваат. И дека цените нема да растат во новата година. И дека цените ќе бидат пониски, односно нема да растат. Ви благодарам многу за гостувањето, ми беше задоволство.